Почитувани гледачи, добар ден, 12:30 време е за ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, секој вторник се дружиме се некои 40 на минути за да ве информираме околу проблемите со вашето здравје. Во саботата беше одбележан светскиот ден на дијабетесот, односно 14 ноември. Констатацијата е дека во земјава има околу 130.000 пациенти со дијабетес, како и уште половина од таа бројка кои што се недиагностицирани. Тоа е еден страшен податок кој што навистина треба да не загрижи, повеќе да ги загрижи институциите кои што се одговорни за здравјето на граѓаните, како да се организираат и како да помогнат за сето она што им е потребно на лицата со дијабетес. Имаат многу барања и ги кажа нивните барања на одбележувањето на денот, инаку се одбележа под мотото благосостојбата кај лицата со дијабетес и порака се испрати колку е можно да се превенира дијабетесот, заради тоа што знаеме колку многу проблеми со здравјето понатаму предизвикува и какви компликации, а потоа тие компликации си бараат и по сеопфатни третмани, а и по големи трошоци за државата. За таа цел со мене во студиото е Мартин Николов, кој што е оперативен директор на Сојузот на Сдруженијата на дијабетичари на Македонија. Со него ќе поразговараме за тоа како се одбележа светскиот ден на дијабетесот, кои се оние главни проблеми кои што ги имаат лицата со дијабетес, што се им е потребно, се сретнаа со министерот, што разговараа со министерот, бидејќи секогаш сите министри како доаѓаат на функција, така ветуваат, меѓутоа некако од ветување до реализација е некако потежок патот да се изоди и да се добијат сите тие барања кои што ги бараат и лицата со дијабетес. Меѓутоа сме говореле во ваш термини за многу други проблеми кои што ги имаат оние граѓани кои што се соочуваат со различни проблеми со здравјето, а на кои што треба државата да им помогне. Малку јас свака поголем вовед дадов, Мартин, добри дојде и ти посакувам пријатно да се чувствуваш во студиото на ТВ Сонце и да имаме в разговор и да доставиме корисни информации до нашите гледачи. Благодарам, Виолета, но како што кажавте, не се многу барања, ние имаме 3 барања. Така. Еве може да ги кажам слободно, пошто ги кажавме до министерот, се надевам дека ќе допре. Директно вака од прва. Првото барање е да може да се покријат сите лица со тип 1, односно 3300 ги имаме на број. Добро. Со инсулинска пумпа, со најсовремена антидиабетна терапија и орална терапија, кога зборам за антидиабетна, да се покријат со CGM и тип 2 со компликации, да се покријат, тоа се од некаде околу 1700 лица кои имаат ампутирана нога, ретинопатија и ред други работи поради дијабетесот. Тие се 3 работи што ги бараме, значи и тие лица исто да бидат покриени со инсулински пумпи и CGM, односно сензори за мерење на шекер, односно следење на шекерот 24 часа во текот на денот. А како што и говоревме пред малку пред да започнеме, тоа е нешто толку што е едноставно да се реализира, меѓутоа некако тешко нашите институции тоа го бараме ние како Сојуз секоја година. Ова беше барање уште од пред 2 години. Така, кој што се уште не е реализиран. Така, и добивме 700 сензори и ни беа ветувани уште 700 сензори до крајот на оваа година, до крајот на 2024, но гледаме како реално идат работиве и гледаме дека работите идат кон тоа дека не би ги добиле сега оваа година. Имаме и кога говориме оваа година до крајот на 2024. Така, се надеваме дека со наредниот буџет дека ќе ги добиеме и тие ветени 700 сензори, за се со цел да можеме барем половина со тип 1 дијабетес да може да бидат покриени со колку толку сензори за мерење шекер во крвта. Сега има поплаки за моменталниве сензори кои се, но морам да кажам дека тие сензори би биле и би се користиле до 2025. Самите компании се отворија портали за поплаки. Така. За да може ние корисниците да пишуваме што е и како е, дека има проблеми, дека порано самите и компании се вадеа на тоа као не знаете да местите сензор, но и тоа помина. Веќе се научивме да местиме сензор, ама сензорот не функционира. Така да за жал морам да кажам дека до втората половина на 2025 ќе мораме да ги тераме, односно да ги користиме овие сензори. Веќе со наредниот тендер се надевам дека ќе добиеме нешто барем малку подобро од ова што го имаме.
околу набавките на сензори и не само на сензори, на целата терапија, ние као Сојуз се бориме да дојдеме до тоа да имаме референтни цени. Значи нас веќе ни е доста од тендери, доста ни е од чекања, доста ни е од тапшања порамо, едноставно да имаме референтни цени каде што ние заедно со докторите со рецепта, со све препишено, ќе можеме да си подигаме од аптеки, односно ќе можеме да ја земаме целосната терапија од аптеките. Така. Тоа беше третото или? Тоа е третото. Тоа е третото. Да. Добро. Како помина одбележувањето? Ајде малку одбележувањето оваа година го направивме на 16-11, односно во сабота, за се со цел ради денот, пошто работен ден е малку тешко да го изорганизираме сето тоа. Имавте нешто и во четвртокот, меѓутоа ова беше главно. Ние имавме недела претходно настанени низ другите градови, секој ден. Здруженијата си организираа, ние бевме како Сојуз гости, каде можевме да стигнеме, односно поголем дел покривме. Сите ја пренесоа истата порака, сите ги кажа истите барања што ја сега ги кажав. Сите славевме под исто мото благосостојбата кај луѓето со дијабетес. Додека централниот настан сега што се одржа во Скопје на 16-ти, го одбележавме со два дела. Првиот дел беше формалниот дел, односно каде што имавме гостин заменик министер, доктор Ирфан и доктор Танер Хасан. И секако председателот на Сојузно здружение на дијабетичари Диме Велев. Додека вториот дел го направивме со промоција на книга. Тоа е оваа книга, мислам дека може да ја покажам да ја видат гледачите. Да, слободно еве да се гледа на камера. Автор на книгата е магистер Везире Старова. Она е магистер по нутриционизам. Внатре во книгата околу 200... Јас ја видов на вистина многу богата содржина и баш со тебе разговаравме да договориме да дојде во ваш термин и така убаво да објасни и како нели се создала книгата и што се може да има, меѓутоа ајде ве повели ти. Ја на кратко можам да кажам дека во книгава има истражувања, значи има целосна едукација од почетник дијабетичар па до не знам, ајде да речеме искусен дијабетичар, додека од 200 и некоја страница па се до крајот, односно 200 страници имаме рецепти од појадок, од ручек, од измеѓу ужини, од десерти и сите тие работи внатре израчунати за тоа колку една порција, колку грама јаглехидрати содржи, пошто јаглехидратите ни се на нас клучни за да можеме да направиме регулирање на шеќерот во нашата крв. Книгата е предобра, дадовме поддршка, направивме заедничка промоција. Имаше и спонзори од две компании кои и помогнаа на господја Везире. И мислам дека помина се во најдобар ред. Наша цел ни е да може да нашиот глас допре до институциите. Наша цел е да може самите институции да не разберат дека ние се бориме веќе и за референтна цена, пошто гледаме како идат работи со тендери, дека ни идат доста тешко и дека секоја година е исто. И мислам дека целта ја имаме постигнато. Може уште е рано да го кажам тоа, пошто нема поминато 7 дена или нема поминато месец време, ама се надевам дека ја имаме исполнета нашата цел. Значи целта на книгата беше да се создаде едно вакво дело, една ваква, како да кажам, запакувана книга која што воедно ќе помогне и за информирање, меѓутоа и за подготовка на храна. Така. Дали може негде да се набави, бидејќи еве некој што не слуша во моментов можеби ќе сака да ја има, дали негде се продава, каде може да се најде оваа книга? Книгата моментално се уште не е пуштена во слободна продажба. Имавме околу тираж од 100 броја кои ги дававме на самата промоција на книгата. Ги делевте, добро. Ги делевме тогаш на луѓето кои беа присутни. Додека за продажба мислам дека ќе има информации и тоа во скоро време на сите профили на Сојузот кои ги има на веб страницата на Сојузот, што ја има. И таму ќе може да се најдат точно информации во кои книжари би се наоѓала и како онлайн би се порачувала. Јас се надевам дека ќе се договориме со господја Везире да ни гостува, па подетално да кажем и за книгата и ве понатаму да информираме и каде се ќе може да се најде. Бидејќи како што кажавте само 100 примероци не се доволно за сите оние кои што имаат дијабетес да ја имаат. Колку имали статистика, колку имаме? Јас кажав еве 130.000 пациенти кои што се регистрирани, меѓутоа уште половина од тие се некои кои што не знаат дека имаат дијабетес. Така, имаме ние некој проблем исто и со регистрите за дијабетичари у Македонија. Овие бројки што
и ние ги даваме, а и вие ги знаете, околу 130.000, се од инсулинските аптеки земени и направена бројка. Инаку, наше знаење е дека има околу 3300 тип 1 инсулинско зависни диабетичари и околу 1700 тип 2 исто инсулинско зависни кои имаат веќе компликации создадени од диабетес и дека вкупната бројка на тип 1, тип 2 и тип 2 со компликации е некаде околу 40.000 во Македонија. За жал. За жал тоа не е малку. Не е малку, да. За жал има премногу, значи се смета дека барем 1/3 од оваа бројка што ја имаме, плюс има во Македонија кои не се регистрирани, односно уште не знаат, пошто нема направено скрининг или не идат на редовни контроли, годишни контроли кај својот матичен доктор, затоа може и не знаат, таа е бројката која моментално ние имаме и ја знаеме. Ајде малку да ни кажеш околу тоа тип 1, тип 2. Тип 1... Што значи тип 1, што значи тип 2 диабетес? Ајде ќе го кажеме малку на поедноставен начин. Тип 1 диабетес е кај еден човек е да тој човек кој има тип 1 диабетес мора да прима инсулинска терапија, односно е инсулинско зависен, има потреба дури и повеќе пати во текот на денот да се боцка доколку е на пенкала или доколку е на инсулинска пумпа, како примерот што јас го имам. Тогаш се боцкаме еднаш на 2 до 3 дена, доколку немаме проблем со сетот на инсулинската пумпа кој го носиме, доколку се појави проблем, нели мораме да го смениме тој сет за се со цел да во нашето тело добиеме инсулин, односно дојдеме до инсулин. Тип 2 диабетичари, имаме диабетичари кои се на таблетарна терапија и диабетичари, овие кои ги спомнавме, кои се на инсулинска терапија. Таму, кај дел од нив панкреасот лачи инсулин, па припомагаат плюс со терапиите кои ги примаат, но и тип 2 мораме да кажеме, доколку не се контролира, соодветно, многу брзо и многу лесно може да помине во тип 1, каде што веќе, ако дојде до фаза тип 1, нема назад, односно ќе биде инсулинско зависен, ќе мора да користи инсулин во текот на целиот живот. Така. Ајде малку да ни кажеш за себе, од кога имаш диабетес и како беше диагностициран? И јас сум диабетичар 23 години, значи од моја 7 годишна возраст. Ми беше диагностициран у тоа време, барем по кажувањата на докторите, на начин што кај мене не е наследно, значи од некоја си незгода, стрес од некоја си незгода. Бев претходно со симптоми на повраќање, на честа жет, на умор и на доста често мокрење. Ми го испита нивото на шекер во лабораторија, ми кажа дека ми е 22,7, ми испратија на клиника за детски болести. Од тогаш наваму јас сум диабетичар, уште од првиот ден сум на инсулин. Низ годините има потешкоти, значи сме имали лани и полани, сега да не се присетуваме на тие несакани ситуации, но значи сме имале потреби од ланцети, а немало удржавава. Се случувале низ сите овие години колку што јас сум диабетичар и инсулински кризи за кои во иднина ние се надеваме и посакуваме да не се случуваат. Тие се некои, ајде да речеме онака работи, сега веќе со модерната инсулинска терапија и со инсулинската пумпа, со сензорите, многу може да биде полеснително. Ќе немаме компликации како што сега веќе имаме, во држава веќе имаме изголемен број на ампутации на нога. Дел од тој изголемен број предонесуваат и диабетичарите. Така. Зашто? Бидејќи немаме континуирано мерење на шекер у крвта, не знаеме, не можеме да го следиме, пошто немаме сензори. Нема доволно инсулински пумпи, односно и тие што ги имаме се во доста мал број. Еден пациент со ампутација го кошта 6 пати повеќе, ја кошта 6 пати повеќе државата за разлика од пациент кој нема компликации. Затоа и ние се бориме да може да секој диабетичар, секој еден диабетичар да добие, нели, сензори, пумпи, да има како да измере шекер, да може да се створи свој ред на диабетесот, за да не дојдат до тие компликации, бидејќи веќе тогаш се трошиме ние самите, трошиме од буџетот на државата, а трошиме 6 пати повеќе. Така. Мартин, бидејќи кажеш што од 7 годишна возраст дека нели ете од некој стрес си го добил диабетесот и кажа дека уште од тогаш си со пумпа, што друго
како ти поминуваше животот? Што друго ти требаше да применуваш во однос на тоа? Еве, говориме и за храната, дали се прдржуваш строго кон она што е потребно еден диабетичар да внесува како храна и Точно, дали внимаваш храна, околу тоа? физичка активност, тие се работи кои мора да ги практикуваме ние како диабетичари. Дури некогаш и знаеме да каснеме и ние торта, иако сме диабетичари, но мораме да знаеме тоа парче колку јаглехидрати има во него. Бидејќи јаглехидратите се основа да ние знаеме колку единици инсулин треба да примиме во нашето тело, за се со цел тие јаглехидрати да не ни направат некаков проблем, да ги покриеме тие јаглехидрати во нашиот организам. Значи треба и физичка активност, значи без разлика дали е спорт, некој тежок спорт или пешачење рекреативно, секој еден диабетичар во својот живот, во својот секојдневен живот мора да има барем минимум 30 минути дневна активност. Минимум 30 минути. Така. За да може да функционира и да. Кажи ми сам, спомна дека си на пумпа континуирано. Оваа пумпа сега што ја користиш е од каков тип и дали постои некоја што е понов тип, што еве може нешто? Јас уште повеќе да ви олесни болеста. Така, јас сум веќе 12 години корисник на инсулинска пумпа. Претходно имав еден постар модел, сега имам малку понов модел. Многу е поолеснително за разлика од боцкањата. Како што кажав порано, се боцкав по 4 пати дневно, сега се боцкам еднаш на 3 до 4 дена, доколку немам проблеми со сето. Ако имам проблеми, може ќе биде еднаш у 2 дена. Но тоа не е често. Има доста помодерни пумпи. Така. Ние у Македонија би биле пресрекни да добиеме само сензори и пумпи кои моментално ги има. А кога последен пат ги донеле овие пумпи? Колку време има поминато од тогаш од кога ги донеле овие што сега ги користите? Пумпите се набавуваат континуирано, ама се набавуваат од истиот тип, точно, ама се набавуваат во мали бројки. Односно, нели, преку Министерство за здравство, па клиниката си прави набавка по компании, па компаниите носат, но сето тоа е многу мала бројка. И сега таа бројка ние сакаме да поттикнеме да се зголеми, за се со цел да повеќе луѓе. А добро, тие што имаат потреба, немаат пумпи, како функционираат? Тие функционираат на начин, прво им се, мислам, многу е лошо, значи нели им се прават испитувања, гледаат дека е човекот за инсулинска пумпа, и се става на листа за чекање. Сега таа листа за чекање, тоа чекање може да биде 8, 12 месеци, 25 месеци, тоа не можеме ние да го кажеме, мислам дека не можат и докторите. Така. Пошто се зависно со тоа како се прави набавката, како доаѓаат и како се монтираат тие пумпи по пациентите. Значи, проблемот е што овие лица на кои што им се потребни пумпите, а ги немаат, не можат да функционираат како што треба, како што практично ти функционираш во секојдневието, олеснително на некој начин. Така, значи не име функционираат и тие луѓе, да се разбереме, но функционираат на многу потежок начин за разлика од оние кои имаат пумпи. Потежок начин, да. Зашто? Бидејќи мора да пуштаат покрај 4 или 3 боцкања дневно, мора да пуштаат корекции доколку каснат, како што и сега кажав, парче торта. Мора да го проверуваат често. Мора да го проверуваат доста често шеќерот, значи редовно мерење на шеќерот утекот на денот, не утекот на неделата. Редовни правење на тромесечен, односно на HbA1c гликолизиран шеќер, да тој шеќер се доведе во ред. Значи, тоа е еден процес што е доста долг, за да еден човек може да го постигне да се стави у ред, ако е на инсулински пенкал. Ако е на инсулинска пумпа, е многу сето тоа полесно. Целиот тој терк тече многу полесно. Така. Поедноставно е функционирањето и не треба толку многу ни да се мери нивото на шеќер, нити пак да се боцка повеќе. Како функционира Сојузот? Еве, практично некако како само овој ден да ве споменуваме кога се одбележува Светскиот ден на диабетесот, меѓутоа што работи преку целата година Сојузот и какви ви се, како да кажам, соработките со другите здруженија широм нашава земја и по општините и така натаму? Сојузот прво е сојуз за сите диабетичари, так. За сите регистрирани диабетичари. Да, ние активности не само за 14 ноември, значи имаме активности у текот на целата година. Еве можам слободно да се пофалам дека сме веќе и членка на International Diabetes Federation, односно на Националната диабетес федерација, која функционира на светско ниво. Додека на 30 април веќе и првиот диабетес лидер, млад диабетес лидер ќе биде изгласан на самитот во Банкок. Предлог од Македонија сум јас, како оперативен директор и
лице до 30 години. Сојузот функционира на начин што сега имаме веќе и некоја си нова внатрешна организација со менаџери, со оперативен директор, каде значи сите луѓе функционираме внатре, сите работиме и е добро што сите работиме со една цел, а таа цел е да може да го добиеме она што нам ни е потребно да си го олесниме животот. И друга цел е да можеме оние кои не се доволно едуцирани да им помогнеме да се едуцираме сите заедно и да трчаме сите заедно низ пречките кои секојдневно ги минеме, а ги има доста многу. Се случува вака да дојдат кај вас до Сојузот луѓе кои што имаат веќе диабетеса, како да кажам, новини кои што се откриени, па да побараат некои совети, помош од вас? Да, и тоа е добро, значи кога ќе дојдат кај нас да побараат помош. Покрај таа помош, значи ние си помагаме, дури има и работилници кои се организираат на државно ниво или по градовите на локално ниво. Ние организиравме 3 работилници лани на државно ниво, од кои една заедно со клиниката за нефрологија, другата беше со клиниката за кардиологија и третата беше со семејна медицина. Значи тие работилници се за се со цел да, нели, и ние иако сме веќе искусни, кај диабетесот нема искусен, значи има секогаш се нешто ново и ново и ние учиме нешто ново, но меѓутоа и оние кои се нови и тие доаѓаат и учат исто, мислам, црпат информации, зимаат, абсорбираат, за се со цел да си олеснат утре да им биде полесно. Мислам дека и имаше еден момент каде што имате, нели често пати може да се случи некој од вас и да се онесвести. Дали функционираат тие картички кои што се евидентни дека станува збор за лица со диабетес? Како стојат тука? Не функционираат баш картичките за нели како да препознаете лице со диабетес, тие онесвестувања или падавица како што е познато по народот доаѓа од хипогликемија. Таа хипогликемија може да дојде од преку умерена физичка активност, може да дојде од повеќе примање инсулин у телото, од она што е потребно за да се покријат јаглехидратите. За жал немаме некое си да речем беч или значка, односно да, ние се препознаваме по синиот круг, ама дали сите луѓе у држава би не препознале син круг ако имам не знам на раквица или на телефон, ама дали другите луѓе би не препознале, тоа е малку тешко. Е сега за да не дојде до тие хипогликемии или хипергликемии, оние па високите вредности на шеќер у крвта, ние се бориме да добиеме барем сензори за континуирано мерење на шеќер и секако како што испомнав и инсулинските пумпи. Значи тоа се уште не функционира. Каква ви е соработката со надвор здруженијата, надворишните сојузи од другите земји, од соседството? Предпоставам дека имате соработки, дека имате средби, разговарате како тие ги решаваат нивните проблеми, како вие треба да ги решите, односно не вие, него треба да пристапи нашата држава и институциите во решавање на вашите проблеми по нивните примери. Така, ние сме у контакт цело време со сојузите кои се надвора, еве да речеме со Сојузот на здружение на диабетичари во Србија, па сме континуирано мислам на постојана линија. Каква е кај нив организираноста во за нијанса можам да кажам дека се малку подобри од нас. Добро. Но сепак и тие се борат секаде у светот каде што има сојузи на здруженија на диабетичари, се борат и секаде една иста цел да им се олесни животот на оние луѓе кои живеат со дијагноза тип 1, односно дијагноза диабетес, без разлика тип 1 или тип 2. Така. Пред да влеземе во студио ми кажавте дека добар пример има во Хрватска. Тие веќе имаат во Хрватска или во Германија, ми ја споменавте на врата им ги носат? Германија, да, има случаеви каде што се носи инсулинот до врата. Значи, да речеме, одреден ден у годината, у месецот се извинувам, пример 15 ноември, се јавуваат и го носи на врата, пошто нели не си у можност да отидеш да го земеш. Не треба ни да молиш, ни да бараш. Така, додека Хрватска се у предност, мислам у доста голема предност, пошто тие користат едни од, да речеме, подобрите сензори за мерење шеќер, ги зимаат континуирано, до сега немале некоја мака како што ние мачиме кога ќе се појави инсулинска криза, па ние мораме да менуваме, да се слушаме на телефон и такви работи. Има кризи, тоа е факт дека има кризи секаде, но да гледаме барем тие кризи да не траат со месеци, да може да траат еден ден. Еден ден би било доволно. Што му посочивте на министерот кога се сретнавте? Дали му ги посочивте овие примери од надвор, значи дали поразговаравте малку поопширно, не само она кратко барање кое што еве како првично излагање вие го кажавте? Сите работи се посочени, сите работи се
доста пати зборени, ги збораме јас, ги збори претседателот на Сојуз на Сдруженија, ги збори целиот Сојуз, значи ги збориме сите. Зашо ги збориме? Бидејќи тоа не е желба за некој луксус, туку тоа е желба за полесно живење на сите нас. Имавме, како што кажавме и претходно, ветено сензори плюс дополнителни, тие не ги добиваме. Му ги спомнавме уште еднаш на министерот, рече дека ќе се погрижи. Значи се повика на тендерот? Така, се повика на тендерот, а ние сепак се бориме и за референтни цени. Ајде ќе причекаме и тендер, ќе причекаме и се, ама дали ќе се реализира? Нас не е битно да се реализира. Битно ни е да се реализира за се со цел да имаме помалку диабетичари кои би имале компликации предизвикани од диабетес. Сега веќе кога сме кај компликациите, нешто што навистина е многу често појава и многу голем проблем кај многу диабетичари, ги споменавте колку се на број. Кои компликации се појавуваат? Ајде јас вака ги знам, меѓутоа за нашите гледачи да ги информираме. Кои се компликациите што се случуваат од најчести компликации кои диабетесот? Кои можеме да ги сретнеме од диабетесот се ретинопатија, диабетично стапало или ампутација на долни екстремитети, односно сечење на нога. Многу компликации диабетесот може да предизвика, али овие се најчести. Проблеми, можев да прочитам дека и кардиоваскуларните болести се исто доста честа компликација од диабетесот, бидејќи од нерегулиран диабетес. Дека крвните садови се оштетуваат од покачен Значи, еве како што кажавте, ајде пак ја се вратиме, значи кардиоваскуларните болести, односно диабетесот може да предизвика тука и образување на оштетување на крвните садови. Пак ја спомнам ретинопатија, диабетично стапало и ампутација на екстремитети, што за жал у Македонија и претходно кажавме, ќе кажеме и сега дека е зголемен бројот. За жал е зголемен бројот и за да не дојде до тие работи, да гледаме, значи, она која е наше задолжение како диабетичари, исхраната и физичката активност и секако непушењето на цигари, ама да ги подсетуваме институциите надлежни кои се за сето ова дека нели дајте да убрзаме, да потегнеме, да видиме за да ги намалиме овие компликации, односно доаѓањето на овие компликации. А споменавте дека и во однос на ретинопатијата постојат лекови кои што може да бидат на Постојат лекови, го имаме леков у Македонија, така, го имаме леков у Македонија, го имаме леков овде, не напоменуваме од каде е така, но светски е признат дека помага при ретинопатија. А ние го немаме у Македонија, а се произведува у Македонија. И сега малку и сега оние кои што имаат потреба од него се го купуваат на приватно, така? Се го купуваат на приватно. Наместо да им биде овозможено на страна на држава. А го имаме веќе тука кај нас. Дали и за тоа нешто зборнавте? Или зборнато од претходно, не е сега на настанов зборнато, од претходно е и секогаш истиот одговор. Мора да причекаме, ние секогаш чекаме. Или нов буџет, или нов тендер. Значи, ние сме секогаш у исчекување, ние секогаш чекаме и цело време чекаме. Така, освен министерот, претпоставам дека и од Фондот за здравство се исто така некои од оние, како да кажам, кои што треба да бидат вклучени во ваквите работи, така? Така. Дали со нив имате комуникација или дали планирате па да остварите некоја... Ние имаме одлична... Пошто нели се менуваат континуирано, кај нас цело време се менуваат и министрите, и одговорните, и директорите во институциите и таман ке се договорите со едната нели одговорна личност, ке си отиде, ке дојде друга и некако секогаш работите само тапкаат во место. Ние имаме одлична комуникација со директориве, сега скоро имавме и прием од директорот на Фонд за здравство од господин Сашо Клековски. Така. Значи директорот не прими, не изслуша доста добро, не ги слушна сите работи, а сите тие работи се овие работи што сега ги збориме. Ни кажа дека ни дава целосна поддршка, не поддржува нашата работа, но сепак за сето ова надлежноста ја има Министерството за здравство. Сега чекаме од таа страна како. Така. Имаме уште малку време, не знам што би кажале друго од сето ова досега што го говоревме. Ме интересира за книгата, ајде малку да поразговараме. Дали има некој кој што, например, еве би сакал да овозможи, например, да се купи поголем број некој спонзор, така речено. Можеби еве да упатиме апел до некој од нашите нели бизнисмени кои што навистина имаат ета прилично средства,
да им се овозможи на сите оние кои што имаат диабетес, нели, да некако да се откупи книгата, па да им се даде бесплатно на лицата со диабетес. Дали некои такви напори или ви паднало на памет нешто такво да направите? Книгата ние као Сојуз, заедно со Добро. госпоѓа магистер Везире Старова, ја имаме испечатено у целосен тираж од 500, од кои 100 броја беа поделени сега на настанот, останатите дел од компаниите кои помогнаа за издавање на оваа книга ќе земат и мислам дека околу 300 броја ќе бидат пуштени у продажба, за кои, како што ви кажав, дека ќе има информации сега убрзо на веб страната на Сојузот на Сдружение, додека за откуп на права околу книгата, мислам дека за тоа ќе треба да зборувате се... Не права, него чисто да ги откупат примероците, некои од луѓево што се нели со компанииве што имаат средства, да ги откупат книгите, например да не се даваат во книжарници, да ги откупи книгите, средствата си ги земе нели Везире за незината работа што ја направила. Сакав да кажам да ги дадат бесплатно на лицата кои што веќе имаат диабетес, како да една помош да се направи. Тоа е веќе супер идеја и дали ви паднало на ум, нешто такво да направите. Сме размислувале за секоја можна варијанта и ова е мислам доста убава идеја. Да го направите, да. Зашто и се извинувам што е прекинувам сите лица кои што се соочуваат со диабетес имаат исто трошоци нели во секојдневието, трошоци за храна, трошоци за ланцети, за се и се што. Зошто, например, да не би им се олеснило да ги дадат тие пари еве за нешто потребно, а некоја компанија да им обезбеди еве да си ја имаат оваа книга дома и да знаат како да си подготват добра храна и чисто да се информираат. Така, не, идејата е прекрасна. Мислам, убаво е да и ова ние го потераме исто од наша страна. Не е лошо да направите една иницијатива да се обидете. Така. Едноставно, па ако и сега тие 300 тираж од 300 броја, нели да ги откупи еден, тие пари нормално да. Еве да, ако не слуша некој, ако сака да го направи овој подвиг, значи од сите оние бизнисмени кои што навистина имаат средства за да помогнат на лицата со диабетес, еве ако сакаат да помогнат, можат на некој ваков начин чисто да откупат книгата што има создадена госпоѓа Везире Старова, а е навистина една многу корисна книга која што има и информации, истражувања, значи од тоа почетниот момент кога веќе има едно лице диабет, па нели се понатаму како да оди низ животот, како да ги како да кажам, како да аплицира, претпоставам има и за инсулинските игли или за се она што треба да третира, да се третира едно лице со диабет, а уште повеќе што има и многу рецепти, па еве некој ако не слуша, ако е заинтересиран, може да се обрати во Сојузот на Сдруженија на диабетичари на Македонија и таму нели да искомуницира еве со тебе, Мартин, со Диме и да каже дека сака да помогне, би било навистина едно добро дело направено од некој од нашите бизнисмени. Се надевам еве дека ќе не слушнат, ако не, кога ќе се договориме со Везире исто, многу би сакал еве да дојде овде да ни каже како го создаде ова дело и што се содржи, нели по-конкретно, бидејќи таа го создавала, ти не ќе можеш да објасниш и да уште напел и тогаш да упатиме. Се надевам, ајде дека ќе успеете нешто такво да направите, се со цел нели да не даваат оние лица со диабетес за нели од своите средства да некако да заштедат. Ајде вака некако секогаш кога говориме за некои проблеми, говориме како да се превенираат работите, како да се превенира диабетесот, еве од сето она што досега ти го знаеш што од малецок се соочуваш со овој проблем. Пак ќе ги спомнеме исхрана, спортска активност, вежбање или барем пешачење, 30 минутно. Да се внимава во исхраната што да не се консумира. Не, може да консумираме се, ама да знаеме што сме консумирале и да сето тоа да биде во умерени количини. Значи да знаеме да изброиме јаглехидрати, лебни единици претварање, јаглехидрати и сите тие работи. Затоа што можеби ретко кој знае дека и лебот содржи шеќер. Така е. Значи ако прекумерено јадеме леб, тогаш исто внесуваме шеќери. Така. Значи да консумираме се умерено. Да знаеме точно колку сме изеле. Так. Тоа би ни било многу олеснително и секако како што спомнав, најновата современа антидиабетна терапија орална и нормално сензори, инсулински пумпи и секако квалитетни глукометри за мерење на вредноста на шеќерот во крвта. Да, тоа е за оние лица кои што имаат диабетес. За оние лица кои што немаат? За оние лица кои што немаат,
би ги советувал да си идат на редовни контроли кај својот матичен, на редовни испитувања на крвни слики, пошто на обична крвна слика може да се види дали еден е потенцијален или не е потенцијален за дијабетес. Другата потенцијалност за дијабетес, за некој да развие дијабетес, ако имаат наследно? Е наследно и најново, а ние веќе важиме за тоа дека сме таква држава, гојазност, односно дебелината. Ако покачена телесна тежина? Апсолутно, тие се, да речеме, некои си потенцијални за дијабетес, дијабетес и тип 2 да е, доколку е тип 2 и доколку се открие на време, тогаш ќе може да го реши и да го решава со односно со таблетарна терапија. Што поубаво што порано толку подобро, толку поубаво за секој еден, колку порано се открие дијабетесот. Не е нешто страшно, но е страшно ако не дај Боже дојде до компликација од самиот дијабетес. А не е страшно да се третира еден дијабетес правилно и исправно. Сега само како за крај да ми кажеш кои ви се идните активности на Сојузот, нешто што е во блиска иднина, што е нешто значајно да се потенцира. Ние како Сојуз имаме континуирано активности и на дневно, и на неделно, и на месечно ниво. Нешто што е така позначено и можеби и во 2025 да не. Нешто позначено за 2025 би го кажал самитот на Националната дијабетес федерација, односно IDF, кој ќе се одржува во Банкок од 6 до 10, од 6 до 10. Таму ќе одат представници на Сојузот, на Сдружение на дијабетичари. Тоа е, мислам, доста значајно за нас, бидејќи е на светско ниво. И веќе ние влегуваме, како и сите други земји, во тој еден, да речам, огромен светски сојуз. Така. Ви посакувам многу успех, ви посакувам сето она што го барате, оние три основни барања што ви кажа на почетокот, да се остварат што е можно побрзо, нели, се со цел да би се олеснат оние, како да кажам, секојдневни активности на лицата со дијабетес и да немаат недостаток од она што им е навистина неопходно во текот на денот. Вам исто како оперативен директор и на Веле како председател ви посакувам, нели, да се изборите за сите овие работи. Секако дека останува во некоја следна прилика кога треба нешто да информираме, секогаш сме тука за вас, може да не искомуницирате и да бидете дел од вашите дни. Така. Фала ви благодарам и на вас на поканата и ги охрабрувам секој кој сака може слободно да стапи у контакт со нас, дали преку социјални мрежи, инфо може да најде на нашата страна diabetes.mk. Така да слободно може да се обратат без разлика, некој од Сојузот ќе ги прими, ќе ги ислуша, ќе ги спроведе каде треба, ќе им даде ако треба предавање. Сега ќе им се диагностицира во блиска иднина дијабетес, слободно може да дојдат да побараат совети. Пошто тие директно или индиректно ни се веќе членови на нас во Сојуз. Така. Можеби не веднаш, меѓутоа со текот на времето веќе ќе бидат тие дел од сите оние ваши членови. Уште еднаш благодарност и ви посакувам, нели, што побрзо да се остварат овие ваши барања. Благодарам. Почитувани гледачи, како што досега говоревме и со Мартин, дијабетесот навистина е едно специфично заболување, така речено, нели, еден тивок убиец кој што ако не се диагностицира навреме, навистина може да направи многу компликации и дури да заврши фатално, затоа е многу важно, нели, да навреме се реагира за сите оние кои што веќе се соочуваат со дијабетесот. Верувам дека како што и Мартин говореше, дека многу добро им е познато како треба да се однесуваат во секојдневието, што треба да консумираат, колку треба физичка активност, така натаму, а пак за сите оние кои што не следат, а немаат, тогаш навистина е доволно барем еднаш во годината да направите крвна слика, да го проверите шеќерот, да видите на кое ниво е и како што каже и Мартин, да се види дали можеби сте потенцијален пациент со дијабетес. Верувам дека сите овие информации беа корисни во однос на сето ова што го говоревме во однос на дијабетесот. Ве оставам во убаво расположение, грижете се за вашето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време со нова тема.